И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch. Вистинска слобода. Слободен. Тој збор е многу мотивирачки, многу смирувачки. Тоа е скапоцен збор. Тоа е збор што секој сака да го искуси длабоко во своето срце, без разлика кој да е. Тоа е збор што предизвикува револуција. Тоа е збор што ги донесува луѓето заедно во брак, каде што тие навистина сваќаат што значи вистинска и искрена љубов и се слободни да се дадат себе си еден на друг. Каде се вклопува слободата во твојот живот? Дали сакаш да бидеш финансиски слободен? Дали сакаш да бидеш политички слободен? Што значи слободата за тебе лично? Има многу луѓе кои се многу богати, но не се слободни. Кои држат високи места, но не се слободни. Видете, слободата не е увиткана во работи што јас и ти сме способни да ги најдеме и да ги постигнеме во животот. Слободата е увиткана во една идеја. Таа зборува нешто за тоа кој сме ние, што веруваме и колку далеку одиме за да ја направиме таа слобода достапна за другите. Не знам што предизвикува во твојот живот да чувствуваш дека не си слободен. Но можеби во оваа порака, ако слушате внимателно, ќе откриете што е тоа, бидејќи мојата молитва за вас е да бидете слободни, да Бог ве благослови да бидете личност што Тој ве создал. Да бидете и да ги постигнете тие работи во животот што Тој сака да ги постигнете. Затоа, сакам да свртите во Јован глава 8, многу познат стих во писмото и во неговиот разговор со слушателите. Тој не рече: еве како да бидете спасени, но еднаш откако сте спасени преку Божјата благодат, еве што треба да правите. А тоа е, слушајте што вели, глава 8, почеток на стих 28. Исус рече: кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе знаете дека јас сум Тој. И јас не правам ништо сам од себе, туку ги зборувам тие работи како што ме научи Таткото. И оној што ме прати е со мене. Тој не ме остави сам, зашто секогаш ги правам работите што му се угодни. Нели посакувате да можете да го кажете тоа? Јас секогаш го правам она што му е угодно. Како што зборуваше, многу дојдоа и поверуваа во него. Тогаш Исус им говореше на јудејците кои беа поверувале во него: ако продолжите во моето слово, тогаш сте мои вистински следбеници. И вие ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Забележете што рекол тој. Тој рекол: ако останете во моето слово, тоа е Божиот збор. Ако останете во моето слово, тогаш сте навистина мои ученици и ќе ја познаете вистината и таа ќе ве ослободи. Која вистина? Каква е вистината што не прави слободни? Затоа сакам да зборуваме во оваа порака. Сега е многу јасно во писмото зошто дојде Исус. Тој ни кажува дека има три причини. Најпрво, зошто дојде Тој. Број 1. Тој вели дека дојде да го бара и да го спаси загубеното. Дојде во светот, го даде неговиот живот на крстот и плати целосно за нашиот грев, за јас и ти да бидеме спасени, да бидеме деца Божи. Втората причина за кој дојде Тој, писмото вели, за да ти и јас имаме живот и тоа изобилно. Не е доволно за нас да бидеме спасени. Среќавам луѓе постојано кои велат: па јас сум спасен. Како тоа да е крај на христијанскиот живот? Не е. Но Исус дојде за да ние можеме да имаме живот во изобилие, а тоа е животот кој е полн, целосен, каде што ние ја откриваме Божјата волја, ги откриваме Божите патишта, ги откриваме Бог на многу личен, интимен начин и сваќаме дека тој е вклучен интимно во секој поединечен аспект на нашиот живот. И потоа тој рече дека дојде за уште една причина да ги ослободи заробениците. Така делот за кој сакам да зборувам во оваа порака е таа идеја за ослободување на заробените.
И ако ве прашам денес, колку од вас се чувствуваат како да се заробени, веројатно повеќето луѓе би рекле, па јас не сум заробеник, имам финансиска слобода, имам слобода на работа, имам со семејството и така натаму. Можете да ги наброите сите работи за кои се чувствувате слободни, но дали сте духовно слободни? Гледате, не сте навистина слободни, се додека не сте духовно слободни. Кои се работите што не зарабуваат? Кои се работите што предизвикуваат да живееме во заробеништво низ сиот наш живот? Една од тие работи, например, е грешката на која сме научени. Има многу луѓе, например, кои не веруваат дека Исус е единствениот пат за спасение. И така, тие постојано бараат ова и она и се обидуваат да сватат кој е најдобриот пат. Знаете ли во што се заробени тие? Во забуна на грешка која слушнале дека некој ја поучува или ја применува. Например, има некои кои веруваат дека се спасени преку нивни добри дела. Тоа е заробеништво и ќе ви кажам зошто. Колку многу добри дела? Нема одговор. Кои добри дела? Нема одговор. Чии добри дела? Не можете да одговорите. Ако постојано се борите со тие одговори, а нема одговор, тогаш не сте слободен. Например, оние кои веруваат дека ти си прифатен во Божите очи според твоето постигнување. Кое постигнување? Колку треба да постигнам? Со кого да се споредам? Себе си. И така, одат понатаму и понатаму, живејќи го животот, обидувајќи се да постигнат доволно за да му угодат на Бог, или да направат тој да ги засака. Тоа не е слобода. Ако јас се обидувам да го убедам Бог да ме сака, според моето постигнување, тогаш јас сум заробеник. Потоа, секако, мислам на луѓето кои се заробени од зли навики. Има луѓе, например, и некој може да те изненадат, што ќе речат, јас навистина не мислам дека тоа е важно. Но да, важно е. Има луѓе кои се заробеници на лажење и на измама. Има нешто во нив. Едноставно не можат да бидат искрени. Причината зошто не можат да бидат искрени е нивниот страф од отфрлање. Едноставно не можат да бидат искрени и си живеат бивајќи многу измамливи. Слушајте, тоа е форма на заробеништво. Бидејќи многу луѓе растнат правејќи го тоа. И сиот нивни живот не можете на вистина да кажете дали ја кажуваат вистината или не. Потоа секако има сексуална неморалност. Каде и да се завртите денес, изгледа како сексуалната неморалност да доаѓа напред. Така, луѓето велат, јас сакам да бидам слободен, сакам да бидам сексуално слободен. Слушајте ме внимателно. Она што повеќето луѓе мислат е, јас сакам да бидам слободен да си ја користам мојата сексуалност на начин на кој ќе си го одберам. Тоа не е слобода, тоа е заробеништво. Има многу луѓе, ако беа искрени, ќе кажат, знаеш, јас на вистина немам слобода. Јас сум воден, заробен од идеи, од похотата која целосно ќе ме уништи, ако и дозволам. Тоа не е слобода. Тоа е заробеништво. Потоа, секако тука е и пијанството. Природно, луѓето што пијат ќе речат, знаеш, јас сум слободен да правам што сакам, зошто не престанеш? Па можам да престанам ако сакам. Зошто не сакаш? Причината зошто не сакаат е затоа што чувствуваат дека не можат. Знаете зошто? Слушајте, размислете за ова за момент. Луѓето ќе земат нешто што е течност. Оваа течност може да им предизвика секакви болки во срцето, проблеми, болка и страдање за себе, за своите семејства и за другите. И ќе дозволите тоа да ве зароби, да ве пороби, да ви го направи животот мизерен и на оние околу вас. И тогаш ќе речете, можам да престанам кога сакам. Не е ли чудно што никогаш не сакате, дури и кога плачете, дури и кога сте ги потрошиле Божите пари, дури и кога сте ги потрошиле вашите потреби во вашето домаќинство, дури и кога сте предизвикале секаков вид конфузија, болка и страдање во вашето семејство, а сепак не сакате. Тоа не е слобода. Тоа е форма на глупаво робство. Не сте слободни се додека не сте ослободени преку лична врска со Исус Христос. Не сте слободни се додека Исус не ве ослободи да му се поклонувате, да го фалите, да го сакате, да го следите и да одите по неговите патишта. Секој друг начин на живот е начин на живот на неслобода, туку на робство. Така, дали некој од овие работи се проблем со кој се соочуваш во животот? Најнеостварливиот од сите, не од овие. Најнеостварливиот од сите е ова. Оние заробенички чувства кои ги имаме, оние емоции што ги имаме, што честопати ги уништуваат луѓето. Затоа помислете на тоа за момент.
Какви видови на емоционално робство може да има секој од нас во животот, кои може да не опустошат или да не држат дол? Има многу луѓе кои имаат многу способности, таленти и вештини, а причината што тие не напредуваат е затоа што тие се заробени. Тие се затвореници преку дух на страв. Јас се плашам да не паднам. Се плашам дека нема да направам на правилен начин. Се плашам што ќе речат луѓето. И така стравот доминира над нивниот живот. Тие ќе ви кажат дека се апсолутно слободни, но не се слободни. Потоа секако има лажна вина што ја имаат луѓе. Еднаш кога поверуваш во Господ Исус Христос како твој спасител, ти си слободен. Повеќе не си виновен. Некој ќе рече: па јас се покајав за тој греф. Тоа се случи многу одамна. И сепак, кога ќе почнам да се молам, тоа продолжува да ми доаѓа на ум. Некако продолжува да се појавува, а знам дека се покајав. Знам дека побарав Бог да ми прости. Но некако продолжува да се појавува. Честопати тоа е лажно чувство на вина. И така, каква врска има тоа? Тоа значи ти си во затвор. Дека без разлика што правиш, тие чувства на вина ја потиснуваат твојата радост, мир и среќа. И ти велиш: само ако би можел да се ослободам од тоа. И така, има луѓе кои живеат во лажна вина и луѓе кои живеат во љубомора. Љубомората ги заробила, како да ги врзала. Тие се љубоморни, не знаат зошто се љубоморни. Можеби нешто длабоко се случило во нивниот живот, или можеби нешто што се случило неодамна, едноставно се случило. Тие дури не можат да размислуваат здраво за готово, ќе мора да признаат. Знаеш што? Јас едноставно не размислувам здраво за готово овие денови. Тие не сакаат да признаат во што е проблемот, или понекогаш го признаваат, но мора да се справиш со тоа. Постои вистина што може да те ослободи од страв и љубомора и се останат. Потоа има луѓе кои, на пример, кои живеат постојано во грижа и неми. Замислите да им се случи нешто на моите деца. Замислите да ми се случи нешто на мене. Замислете ако ја изгубам работа. Замисли. И тие се ставаат себе си во една келија, така да речеме. Од што? Немир, безсигурност, страв и грижа. Што ќе се случи во нивниот живот? Се додека не си способен да се справиш со тоа, тоа ќе те држи врзан. И многу луѓе се полни со загриженост, полни со страв, можеби заради начинот на кој порастале и како биле третирани. Тие велат: знаеш што, јас се чувствувам вака силот мој живот. Тоа не значи дека тоа е Божја волја. Потоа чувството дека никогаш не можеш да му угодиш на Бог. Има луѓе кои велат: знаеш што, јас не можам да му угодам на Бог. Се покајав, го направив ова и се крстев 2 пати. Ќе одам и по 3 пат. Се приклучив на 3 различни деноминации. Се обидов да давам 10 и не можам. Не знам како да му угодам на Бог. Тоа е така затоа што не знаеш кој е Бог. Тој не е тој кој што мислиш дека е, обидувајќи се да му угодиш. Тој сака да му дозволиш да биде во тебе така како што тој има желба, не правејќи голема работа од морам да му угодам на Бог. Се сеќавам во мојот живот, на пример, дека морав да надминам, морав да се ослободам од доктрина за која знаев дека не е точна, кога ми беше кажано дека ако сгрешам, откако ќе бидам спасен, можам да одам во пеколот. Пораснав со тоа. Се сеќавам како седнував покрај креветот навечер и се молев: о Боже, што и да сум направил денес, се молам во името на Исус. Ти ќе ме спасиш повторно вечерва. Боже, не можам да давам никакви ветувања, но еве ме, и бев искрен затоа што мислев дека секој пат кога ќе сгрешам ќе одам во пекол. Тоа е она што ме уче. Брате, денот кога се ослободив од тоа, мислам, се ослободив, затоа што тоа не е вистина. Потоа размислувам за луѓето кои се огорчени. Има луѓе, слушате, кои растат огорчени поради начинот на кој биле третирани во нивните семејства. Има луѓе на кои, кога нешто ќе им се случи во животот, тие стануваат огорчени. Не можат да се откажат од тоа. Еве ја и трагедијата. Кога сте порастале во ситуација каде што буквално постојат причини во вашиот ум да бидете огорчени, лоши и непријателски настроени кон некого поради начинот на кој се однесувал кон вас. Гледате, запомнете што рековме. Тоа станува дел од вас, тоа е дел од вашето размислување. Тоа е дел од вашите чувства. Вие сте го чувствувале тоа уште од дете. Но слушайте, ќе живеете во заробеништво, се додека не бидете спремни да го оставите тоа. И Бог не ве ослободи од него. Потоа, едно од најлошите е неопростувањето. Тоа е целосно заробеништво. Кога ти не можеш да простиш на некој друг за она што го направил, тоа е форма на заробеништво што, внимавајте, што ќе те води и ќе влијае на тебе во секоја област од твојот живот. Ти не можеш да имаш еден непростувачки дух и да го скриеш тоа. Велиш, па јас го имам тој непростувачки дух.
Не, тој непростувачки дух те има тебе. И ти мора да бидеш спремен да се справиш со тоа. Можеш да се справиш и можеш да се ослободиш, без разлика кој си. Гледате, ова се работи што ние не ги гледаме често кај луѓето. За секој од овие емоции за кои зборувам. Гледате, ниту една од овие работи не се вклопува со тоа кој сме ние. Кога си поверувал во Исус Христос како твој спасител, сакам да ти покажам за неколку моменти што тој направи за тебе, така да другите работи не се вкупуваат. Ако не се вкупуваат, тогаш јас сум одговорен да се справам со нив. Ајде да помислиме на ова за момент, а тоа е ова. Овие вистинити работи. Која е вистината што не ослободува? Бидејќи, ако не одговорите на ова прашање, си го губиме времето. Која е вистината што не ослободува? Погледнете внимателно. Најпрво, вистината за нашето спасение, затоа што јас и ти сме поверувале на Исус Христос како наш спасител за простување на нашите гревови, базирано на една работа, неговата смрт на Голгота, кој ги искупи сите наши гревови, минати, сегашни и идни. И така, јас не сум изгубен откако сум спасен. Сета моја слобода е основана на личното заедништво со него, бидејќи, слушајте, тој е ослободител. Тој е оној кој ги ослободува робовите. Второто нешто е ова. Тоа е вистината за нашата позиција, бидејќи слушнавте што зборувам постојано. Која е твојата позиција сега, откако си поверувал во Христос како твој спасител? Ние зборуваме за нашата духовна позиција, претходно бевте непријатели на Бог. Сега писмото вели, вие сте деца Божи. Претходно бевте туѓенци, не само одвоени, туку бевте и оддалечени од Бог таму некаде. Сега писмото вели дека сте сонаследници со Христос, да се што има Бог. Некогаш бевте виновни, но сега ви е простено. Простено, чедо Божи. Некогаш одевте во темнина, не знаејќи што се случува. Сега одите во живата светлина на Синот Божи. Некогаш бевте мртви во престапи и гревови, а сега сте духовни живи. Сите овие работи Бог ги направил во твојот живот и прави во нашиот живот кога доаѓаме кај Него како наш спасител. Тој почнува да работи во нашиот живот, ослободувајќи не од се и сешто. Слушайте, тоа е Божјата волја да те ослободи од се и било што ја попречува Неговата волја, цел и план за вашиот живот. Тој е спремен да копа колку што може подлабоко во твојот живот, да се справи со работите кои биле таму уште додека се бил дете. Тој сака да извади се од нашиот живот што ја попречува Неговата прекрасна волја, цел и план за живот. Помислете на ова. Ова е нашата позиција. Ние сме Божји деца за кои Бог има волја, цел и план. Таков е Бог. Ако јас сакам да бидам ослободен, треба да разберам дека не само што сум спасен, но ова е моја искрена, духовна, побожна позиција. Работите што ги спомнуваме. Значи, исто така, што е мојот имот? Сега, кога сум Божјо дете, јас поседувам некои работи, исто и ти, например, и сакам да свртите кај овој стих. Можеби не лесно, во 2 Петрова, слушайте што вели. Честопати луѓето го читаат овој стих, но тој вели, например, во 3 стих, 1 глава. Гледајќи дека неговата божествена сила, внимавајте сега, гледајќи дека неговата божествена сила, тој го направи тоа, ни подари на тебе. Не ќе ни подари, туку ни подари се што е потребно за животот и побожност, преку вистинско познавање на Бог кој не повикува преку неговата слава и совршенство. Сега слушајте, преку ова тој ни го подари нам неговите скапоцени и драгоцени ветувања, за преку нив вие да станете учесници во Божјата природа, оддалечувајќи се од корупција која е во светот преку похота. Погледнете, еве што се случува. Ова е причината да јас и ти можеме да бидеме слободни. Ние веруваме во Исус Христос како наш личен спасител. Имаме различна позиција, различни поседи во животот. Тој вели една од работите кои ни ги дал. Тој ни ја дал неговата природа. Ние ја имаме привилегијата и силата да живееме побожно во Исус Христос, бидејќи ја имаме Божјата природа во нас. Бидејќи ја имаме Божјата природа во нас. И ако забележите, тој исто така вели дека обезбедил се што ни треба да живееме побожен живот. Ако јас сакам да бидам слободен, тоа почнува со Исус. Ако сакам да бидам слободна личност, тогаш мора да почнам да го употребувам она што е мое. Да прокламираме кој сме ние во Христос, да потврдиме што имаме во Христос и да одам по патиштата каде што тој би одам. Ти имаш пристап до слободата во секоја една осамена област од твојот живот, ако избереш да си го побараш тоа. И така гледам на тоа, си мислам, добро Боже, како јас ќе бидам слободен?
Прво, мора да го изберам тоа. Морам да изберам да бидам слободен од се што е во мојот живот, што не треба да биде таму. Второ, мора да изберам да верувам дека можам да бидам слободен. Некој вели, па тоа се случува во мојот живот со години и години, ова сум јас. Потоа си се предал на заробеништво. Морам да изберам да бидам слободен, морам да изберам да верувам дека можам да бидам слободен. Еве го клучот. Тоа е вистина, знаејќи кој сум јас во Христос, што имам, мојата личност и моите привилегии. Потоа што? Како јас ја употребувам оваа слобода? Како станувам слободен секојдневно? Едноставно правејќи го ова. Примавајте преку одговор на околностите од мојот живот, ден по ден. Ситуации, околности, ситуации што и да е. Јас одговарам на нив врз основа на што? Врз основа на моето спасение. Јас сум Божјо дете. Врз основа на мојата позиција, што имам. Слушајте, кој сум јас во Христос, Божјо дете? Врз основа на она што го имам. Тој вели дека јас ја имам секоја поединечна работа која ми треба. Јас ја имам Божјата природа во мене и ветување од Бог. И слушајте, јас ја имам личноста на Христов следбеник. Значи, доаѓате и сте искушувани на некој начин. Како реагирате? Кој сум јас во Исус Христос? Што имам во Христос? Со други зборови, ти одговараш врз база на вистината. Кога Исус рече, вистината ќе ве ослободи, зашто зборуваше тој? Тој не зборуваше за нешто што ќе го направи во тој момент. Тој рече, вистината ќе ве ослободи. Внимавајте, вие сте ја слушнале вистината за која зборуваме. Што е вистината за тоа кој си ти, што имаш и твојата позиција како Божјо дете? Тоа е вистината. Сега, која е вистината што ме ослободува? Тоа е вистината за тоа кој е Бог во нас. Јас станувам слободен кога се соочувам со било која и секоја ситуација од животот. Слушајте, базирано на што? Кој сум јас според Исус? Што имам според Исус? Која е мојата позиција според Исус? Со други зборови, потоа што се случува? Јас ќе бидам слободен. Боже, ова не се вклопува со тоа кој сум јас. Еве што рече ти. Ти рече дека твојата божествена сила е во мене. Божјиот дух ќе ме ослободи. И јас го прокламирам тоа преку вера во името на Исус Христос. Бог ќе не ослободи. Но трагедијата е кога не знаеш дека си заробен во твојот живот. Ако не знаеш дека има работи во твојот живот или не си спремен да го признаеш тоа, тогаш ти ќе живееш во заробеништво. На ниво што е многу долу, кога тој сака ти да живееш многу погоре. И како што рековме, тоа е избор што ние го донесуваме основан на вистината. Значи, сето она што ви го кажав е вистина, се однесува на тоа кој е Бог, што тој прави во твојот живот и што прави во мојот живот, што ќе направи, што вети дека ќе направи. Тој вели, верувај ми, тој вели, вистината ќе ве ослободи, но ти треба да сакаш да бидеш слободен. Треба да знаеш дека треба да бидеш слободен, да сакаш да бидеш слободен, да си спремен да веруваш дека можеш да бидеш слободен и да имаш доверба во него. Знам дека кој да си ти, каде и да си, што и да се случува, некој од вас ке речат, тоа е она што го сакам, сакам слобода. Ти можеш да ја имаш. Тоа почнува со Исус и работата на Светиот Дух во твојот живот. Ти посакуваш слобода, го прифаќаш неговото ветување на слобода, си ја бараш таа слобода, но веруваш на него да биде во тебе за се што ти треба и да направи за тебе се што треба да направи. Ајде да го кажам ова. Кога си во заробеништво, еве како се чувствуваш. Кога си слободен, има чувство што не можеш да го опишеш. Не можеш точно да го опишеш, бидејќи што се случува? Товарот го нема. Вината ја нема. Сето тоа ѓубре што си мислел дека било важно во твојот живот, сето тоа го нема. Сега оно што е важно е ова, само да бидеш угоден на Бог и да му го љубиш него. Не да му угодуваш заради оно што ќе се случува, но да му угодиш затоа што јас сакам и затоа што ти сакаш. Тоа е слободата што доаѓа само во личноста на Исус Христос.
Помислете на сите луѓе кои никогаш не поверувале во Христос како нивен спасител. Тие живеат во заробеништво. Не е моја одговорност или твоја да отидеш кај некој и да кажеш: ти си роб. Знаеш ли зошто не треба да го правиш тоа? Многу од нив веќе се свесни за тоа, но зошто не? Мојата порака едноставно е ова. Не мора да продолжите да живеете како досега. Тоа е избор кој го донесувате. Бог го направил тоа толку едноставно. Ти се препнуваш преку сето тоа. Примајќи го Него како твој личен спасител, верувајќи му да биде се што треба да биде, бидејќи тој го ветил тоа. Верувајќи му да работи во твојот живот, бидејќи само тој го може тоа. И гледај како работи тој. Верувај во Господа и гледај како тој работи. Потоа, еве што ќе направиш. Ќе кажеш: ти благодарам Боже што го оставив тој пат позади, бидејќи не го сакаш тоа во твојот живот. Татко, колку сме ти благодарни што ти го направи тоа едноставно и јасно, да секој може да разбере. Господе, што сакаш ти да правиш во нашите животи? Што си спремен да направиш и сето снабдување што го направи за да бидеме твои послободени деца? Се молам да оваа порака се залепи, Боже, нешто од тоа да го допре животот на секоја личност која гледа или слуша. Ти сакаш ние да бидеме слободни, бидејќи ти умре за да ние бидеме слободни. Јас се молам да, како што луѓето слушаат и гледаат во себе си, да бидат искрени, да кажат: ах Боже, јас не бев слободен. Ах Боже, јас сум заробеник. Сакам да бидам слободен. Верувам дека ти ќе ме ослободиш. Ти благодарам, Татко, за твојата слобода во Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.